Убаво реков на тој новиот подкаст што го правиме со Оливер Ромевски, дека овој изгледа новиот министр за култура е дојден да ја отпее не само на културата, туку и на Македонија. А може не му се допаѓа новата позиција кај што е назначен, па сака одма да биде сменет. Па така у друштво со, мислам, тој беше австријски амбасадор, денес го истакнало албанското знаменце, ама на ачик, анфас, да се види, сите да го видат, таму кај што сликаат камерите, а македонското знаменце свртено у профил. Значи, ако не се потрудите, може да не го забележите на сликата. Интересно многу. Австрисково исто така малце се гледа, албансково битно најмногу се гледа. Пошто очигледно е одма јасно праќа порака за кого е тука и од кого е, мислам се знае од кого е, него за кого е тука назначен да биде министер. Штета. Мислам ништо ново да се разбереме, не е ова некоја нова работа, па сега да паѓаме многу несвес. Али еве да кажеме, можеш и косовското знаме да го стави. Зошто да не? Псејо, еве следното појавување на пред медиуми министр и косовското знаме во позадина поголем формат. Ова може напред анфас, македонсково може и да го тргнеш, пошто онака не се гледа пред медиуми кога го сликаат. Значи затоа што е буквално ова се гледа од македонското знаме, од таму од медиумите кај што го сликаат. Ова може. Значи ако не гледате добро на сликата, може да не го видите. Мислам не се забележува, што не е случајно направено, пак ќе ви кажам, тоа е све смислено да биде така. Веќе никој нека не верува во случајности. Што ми беше муабетот? ВМРО ДПМН. Зебете коалиција, ако на овој начин сакаат да ве срушат со вакви скандали. Зебете кој ги еба, како да ви кажам. И по можност, веднаш уште утре, сменете го новиот министр за култура. Ако е тоа можно. Или ќе стаат човек, ако веќе морате да играте со коалициониот партнер, или нека стаат човек што ќе го почитува редот, законот, процедурите, протоколите за такви посети, или па не мора да биде албанец. Така. Ама воопшто не мора да биде албанец. Затоа што таа вест веднаш ја пренесоа многу регионални медиуми. Со сликата. Тоа е срам за нас. И сите уште живееме во надеж дека еден ден секој граѓанин од Република Македонија ќе ја почувствува оваа држава за своја, еко длабоко интуитивно знаеме дека тоа нема никој што се случи. Но добро е барем да се обидеме. Со упорност, барем оние кои што не сакаат да ги почитуваат обележјата на Република Македонија, барем по сила на законот да ги натераме да ги почитуваат. А дома што сакаат нека прават. Тамо е на позиција на министр за култура на Република Македонија и тамо ќе ги почитува сите процедури, протоколи што го подразбираат тоа. Мора еднаш да се стави крај на самоволието на одредени партии, на нивните незгаснати идеи, соништа, фантазми за големи држави. Они чувствуваат дека може би е дојдено времето за таа работа, се им оди во прилог, но тука треба да излезе нашата држава како брана, регулатор и да ги натера сите овие екстремни структури, поединци, да ги почитуваат редот и законите во државата од кај што живеат, кај што земаат плата и не само тоа, туку кај што се назначени да вршат значајни функции државни
кај што треба не само да бидат стручни во таа работа, туку да внимаваат кого представуваат и да го чуваат достоинството на државата која што ја представуваат, особено ако е во прашање на така значајно место, значено како символика, како содржина, како што е Министерството за култура. Министре, ако продолжиш ова да го правиш и понатаму, и ако продолжиш она што мислам дека ќе го правиш, дека ќе протежираш претежно проекти на твојата етничка заедница, многу се лажеш ако ние ќе ти ќутиме, и ако тоа ти го аминуваме, и ако бидеме безгласни букви во твоето самоволие кој што го покажа денес, а можеше барем на твоето прво појавување или кој да е прво со меѓународен представник, мислам дека беше амбасадорот на Австрија, можеше барем на твоето прва таква средба да се воздржиш од провокации. Ама очигледно имате агенда да не се наредба, да не се воздржувате од провокации, а тоа треба да им ги отвори очите на ВМРО ДПМН, да свата дека со тоа го рушат нивниот рейтинг. Свесно. Значи, ВМРО ДПМН е вашиот коалиционен партнер со вакви провокации. Не само што го и му наштетува на угледот и достоинството на оваа држава и на македонскиот народ, туку драстично ви го расипува и вашиот рейтинг. Доколку овој функционер веднаш не го санкционирате така што ќе му ја даете клоцата и ќе го избркате од таа позиција на која што седна пред ден, 2, 3, 4, не знам колку беше. Едноставно некои работи повеќе не смеа да проаѓаат. Доста бевме провоцирани, доста бевме иритирани, години се во прашање и треба оваа држава да покаже кичма и карактер и да стави крај, да застане на патот на сите вакви провокации, особено што се шовинистички, етнички и редентистички мотивирани. Нема друг збор да се опише тоа. Јасен е законот на меѓународна средба, какво знаме треба да биде истакнато и ниедно друго. Крај на муабетот. А ако не, да истакнеме и бошњачко знаме, и поиманем хрватско знаме, и сите што живеат у Македонија. А ако не така да правиме? Ама не иде, глупо е, така? Зашто тогаш само албанското знаме да биде истакнувано? А? Само до нас, до никој друг. Продолжиме ли да ги преќутуваме ваквите провокации, тоа многу брзо ќе ескалира. На штета на македонскиот народ и на штета на ВМРО ДПМН како најголема партија во власта. И треба да бидете сите, да бидеме сите свесни за тоа. Со what? Па што ако е 3 дена на таа позиција? Треба веднаш да лета за ваква работа. Веднаш треба да лета. Нема тука муабет, нема тука премислување. Еве ти го пенкалото, еве ти лист хартија, веднаш да си поднесеш, да си дадеш, да си поднесеш оставка од таа позиција. Неверојатно, просто неверојатно. Гледаш и немаш да поверуваш. Како може никој до толку да биде задрт, упорен? О, добро. Тоа е дел од еден малце поголем план и тоа го прават секде каде што им се може. Ако им дадеш простор, го прават секде каде што им се може. Тамо кај што не им се може, не смеат да го прават. До нас е како ќе гледаме понатаму на тие провокации. Наше е да укажеме нешто што го гледаме со децении, што никој не реагира ради коалицијски мир у куќа. Мислам дека тоа
целосно веќе не само што не е коректно кон оваа држава, кон македонскиот народ, туку е крајно навредливо. И крајно ни наштетува на имиджот на државата, на достоинството на државата. И тие надвор гледаат, еве се регионалните медиуми ги пренеле вест. И што викаат, еве ги пак. Сожителиве па им серат у дневна соба. Пред камери на цел свет. На региона. Свет не е битно, се разбирам. Ете тоа. Од мене толку. И пак ја повторам, една крилатица ја имаат хрватите. Паметно ме доста. Тој што е паметен, доста му ова да свати што сум кажал и што треба да направи за однапред. За да не ги трпиме истите срања утре. Така.